Ова е една пријатна атмосфера во која што се надевам во наредниот период ќе има многу филмски активности. Ние сме во просторијата каде што е сместена опремата за колор корекција и монтажа и станува збор за нова опрема, дури мириса и на ново. И кажете ни како успеавте сето ова да го направите. Првин сакам да ви се заблагодарам што денеска сте наш гости во Вардарфилм и одвоивте време да не слушнете како ние дојдовме да имаме најсовремено студио за color grading и editing во нашата земја. И така, од почетокот, кога сум дошол на функција на директор на НУФЦ Вардарфилм Скопје, сум нашол една многу жална гледка, бидејќи многу од просториите што биле некогаш користени за реализација на филмски проекти беа останети во заборав и запуштени и користени генерално како магазин. И со многу волја, верба, труд, макутатна работа, заедно со тимот, заедно со управниот одбор, еве, почнувајќи од 2021 до јуни 2022, стигневме да го комплетираме студијето за color grading и editing и така да им понудиме на филмските работници и продуцентските куќи студио што недостасувало во нашата земја. Од друга страна, они морале претходно да идат генерално овие работи во постпродукција, да ги направат надвор од земјата и така да се излеват и средства од нашата земја. Дали може да му се најде мана на ова студио, да кажеме, бидејќи одат во странство, филмските работници да прават таа колор корекција, дали може да му најдат мана? Сега, да кажеме, ние овој пакетот на опремата е конфигуриран од страна на експерти. Не можеме да кажеме ние дека го имаме, ја имаме премиум опремата, но сме горди да кажеме дека го имаме најсовременото студио во нашата земја, особено референтниот монитор Sony, кој е единствен во нашата земја, а тој е многу значаен во делот на колорот, на колор корекцијата. Тој е референтен монитор за колор и таму може слободно они да го тестираат нивниот филмски проект и како ќе им излезе таму да го комплетираат и како на крај ќе им излезе во мониторот, така сигурно ќе им излезе и на платно во кој ќе дадат премиера. Всушност, овде ќе можат да работат филмските работници кои што секакви филмски проекти. Генерално да. Ова студио е отворено за сите, ќе имат многу поволни услови, така да веќе откако го отворивме, веќе има забележителен интерес и сигурни сме дека ова студио ќе проработи и многу ќе им го олесни работењето на филмските работници, но и ќе им помогне да го подобрат квалитетот на тие дела, но исто така ќе го зголеми придонесот на установата во развивање на нашата кинематографија. Зошто токму се определивте да му дадете акцент токму на овој проект? Вака, ние сега зборуваме за студиото за color grading и editing. Ние меѓувреме имаме реализирано неколку проекти и активности кои се дел од мојот концепт за кој се нарекува Нова ера, од која сум дошол од 2021 април месец, за модернизирање на филмскиот центар, поранешниот продуцент Вардарфилм, сега како техничка база, како филмски центар кој ќе им даде техничка поддршка и ќе им го лесни целиот процес за реализирање на филмските проекти на филмските работници и продуцентските куќи во нашата земја. Ние не сме отиделе, да кажеме, туку така да направиме студио за color grading и editing. Јас сум имал во изминатиот период и во 2021 и 2022
сме имал континуирани средби со многу филмски работници, со многу продуценти, и врз база на тие разговори, и врз база на совети од експертите од оваа дејност, ни произлезе дека ова е еден од приоритетите што би требало ние како Вардарфилм да го имаме, и еве се обврзавме, иако многу имаше песимизам дека нема да можеме да го реализираме, и еве се реализира со макотатна работа и многу вложен труд. Оставам дека сте горди. Да, горди сме, ги најдовме средствата, и ова целата инвестиција е од сопствени средства на установата, а ние како Вардарфилм во време на криза една од ретките државни институции што одбележуваме зголемени приходи, и така да имаме 132% поголеми приходи во однос на 2020 година, а особено тие приходи се во двата квартала, и така да го првин го средивме инфраструктурниот дел, бидејќи како што го имаме и на видео објавата, како изгледало порано, стварно имало многу предизвици, док ја средивме првин инфраструктурниот дел, па се до конфигурацијата на опремата, и се до и обезбедувањето на средствата, и се до набавката и монтажата на опремата, и до овој ден кога ние ја пуштивме ова студио во употреба, и како што реков и претходно, има значителен интерес покажен од филмските работници и продуцентски куќи да дојдат и да се запознаат и да го користат ова студио. Дали тоа значи дека само од Македонија ќе можат да дојдат да работат филмаџи или... Не. Ова, генерално, концептот за модернизирање на Вардарфилм е со цел не само да им служиме на домашните, тој нас ни е приоритет да им служиме на нашите филмски работници и продуцентски куќи, но и воедно да имаме еден реномиран, модерен филмски центар, и утре и од странство продуцентски куќи, филмски работници што доаѓат и снимат кај нас, но и тие што имат копродукции со наши продуцентски куќи, да можат и во Македонија, во нашата земја, да имат место кај што може да се обраќат и да најдат стварно професионална, сериозна техничка поддршка, и да не треба да идат пак у нивните земји да ги реализират тие работи, туку да ги реализират во нашата земја, а со ова ние ја промовираме нашата култура, нашата кинематографија, но исто така заштедиме во средства, нема нашите продуцентски куќи средствата добиени од државата да ги излеват надвор од државата, и од друга страна ние како Вардарфилм бележиме приходи, но и од друга страна го зголемиме значително придонесот во развивање на нашата кинематографија. Многу ви благодарам, ви пожелувам на многу филмови да бидете дел од јавната шпица. Ви благодарам. На крај, ние, како што реков, минатата година почнавме веќе многу блиска соработка и со сродните институции, но и со продуцентските куќи, и така да во 2021 бевме партнери во 5 филмски проекти во нашата држава, 3 долгометражни, еден документарен и еден краток филм. Во такво темпо продолжуваме и во ова година, и до сега сме партнери на еден долгометражен филм и на 3 краткометражни филмови, така и намераваме да продолжуваме. Имаме и други планови. Претходно го пуштивме во употреба киносалата, што е реновиране после 25 години. Сме реновирали и други простори, имаме многу проекти, сме аплицирали на неколку места со нови проекти за реновирање и опремување на нашата тонска сала, исто така за реновирање и адаптирање на местата што се у долниот спрат. Таму сакаме да ги направиме за сали за состаноци за продуцентските куќи, дел за гардероба, дел за шминка,
и има дел исто така за фундусот, што го имаме од костими и реквизити, но исто така, еве, имаме проекта за мини клуб, кафе, филмски клуб, врз базана на практиките како се организирани во странство, и така тоа старото бифе ќе се оживее во филмски клуб Вардар Филм, што ќе биде место кај што ќе можат да се состанат сите филмски работници, продуценти и други љубители на филмот, и така таму сме сигурни дека ќе никнат многу идеи, многу филмски проекти, како во минатото, што имаме слушнато од поранешните творци и на да филмски се проекти, да, славата на Вардар Филм. Така, бидејќи ја Вардар Филм го сметам како гуру на македонскиот филм и култура, и со таа мисла у глава сум работел така, без поштедичи себе си и тимот, и така да, еве, покажуваме дека и сами можеме да стигнеме до успех.